Добро утро, дечки. Стари, мене ми е добро утро, бидејќи во моментов е негде околу 5 и пол часот. Рано на Сабајле, тоа е Скопје, со изгре сонце, преубав поглед. Тука сум во моментов бидејќи го снимам новиот Hyundai Venue и во моментов дур седам во овие утрински сати. Имам доволно време да размислам како едноставно Hyundai напредуваше во последниве години, во последниот период од еден бренд кој што нудеше автомобили кои што нема ни многу добар квалитет, ниту многу добра опрема, едноставно има многу добра цена и многу добри мотори. Се издигна подобар квалитет, подобра опрема, цени исто така многу добри. Се напредува, уште подобар квалитет, уште повеќе опрема, цени благо веќе започнуваат да растат и доаѓа до еден момент кај што имаат повисоки цени, далеку многу подобри, подобар квалитет на изработка, многу подобри изработени, односно искористени материјали и многу опрема, многу опрема. Да, точно цената е повисока во последниве години, но пак кога ќе се спореди со останатите негови конкуренти е доста поевтин или нуди многу повеќе. Hyundai Venue не е ништо спектакуларно во поглед на дизајн, кој ќе се разгледа убаво. Дури некои кажуваат, го нарекуваат мини G класа. Добро, тука не се мешам, но привлекува дефинитивно внимание. Ништо спектакуларно да не звучи погрешно, привлекува многу внимание, особено ако во нека друга комбинација на боја, иако тука двотонска комбинација, ама ако има нека друга боја што мислам ќе биде по-шизичка, ќе привлекува уште повеќе погледи, ќе застануваат, иако и сега тоа се случува, прашуваат што е, како е, бидејќи неговата интересна форма и големина е многу барана. Но баш поради тоа ми се допаѓа што Hyundai многу добро ги карактеризира своите модели, им дава еден карактер кој што конкретно Venue, не е нешто спектакуларно во дизајнот, но точно се знае што е. Урбан кросовер. И толку. Тука е муабетот, не е неопределен, не е модел кој што се буни ни ваму, ни таму, ни во оваа класа, ни во таа класа, ни фамилиарно, ни урбано. Едноставно се знае, ова е урбан кросовер, мало градско возило, кој што имате можност за возење на малку поиздигнат стил. Сега, тука ќе се фатам на еден момент, немојте никогаш да помислите дека со Venue ќе можете да одите на офроуд патеки, иако издигнат и реално го нуди тоа како опција, мислам го нуди. Имате можност со него да искачите некои по офроуд патеки, да ги наречам офроуд патеки, односно ако одите негде на пикник, но тоа реално тешко ќе се случи, мислам тешко. Никој од вас нема да се нафати на таков чекор да отиде на офроуд патека. Едноставно со ова возило само ќе качите некој повисок ивичњак или лежачки полицаец, толку ќе биде. Затоа не очекувајте дека багажниот простор треба да биде голем и да ве однесе со целото семејство некаде на одмор, бидејќи нуди 355 литри багажен капацитет, што е малку е, ако гледате во поглед на фамилиарни возила, но пак ќе кажам, не е фамилиарно возило, нема е таква намената и затоа 355 литри за Hyundai Venue како урбан кросовер се сосема доволни. Имате куќи за качалки кои што гледам тука внатре. Интересно е тоа што овој под има опција да се постави на две нива, во моментов е на најниското ниво, може да се стави тука горе, каде што се добива речиси рамен под со оваа ивица на браникот, за да не дојде до пребење на самиот браник. Сега ќе се префрлиме внатре за да видите што нуди Venue како малоградско урбан кросовер. Се гледаме.
Прво сум на задниве седиште за да видите колку простор има. Ова е предното возачко седиште наместено според мојата возачка положба и гледате колку простор има за нозете. Имам од седиштето до нозете околу еден прст разлика, што е окей, да кажам. Можам да ги спуштам нозете под самото седиште и да има малку поудобна положба за седење. Друга работа што ми се допаѓа, не знам дали гледате на камера, седиштава се доста удобни. Тука има една вдлабнатина за грбот од страна вегушка и на подолги дистанци мислам дека, не мислам, туку сум убеден, бидејќи го пробавме, ќе имате доста удобна вожња. Друга работа што тука треба да се истакне, нормално во вратата има мало остава за шиша, што е сосема доволно. За жал, на средниот дел тука нема USB, простор за USB порт, нема ниту остава, тунелот не е широк, не е ни висок, што овозможува некоја удобна положба и на средниот ред, но добро, на подолги дистанци секако дека ќе ви умори. Нема наслон за рака, што е очекувано, и предниот дел. Ајде, вако, околу предниот дел можам само да ви кажам дека сум збунет за неколку работи. Збунет сум од причина што оваа конзола тука за клима уредот многу ми се допаѓа како го искористиле, како шизички го направиле, но овој дел тука во средина, сигурно вие мислите дека е некој контролер околу клима уредот, но не. Ова е само екран, ниту се врти, ниту се притиска, ништо нема буквално никаква функција. Окей, но на почеток ме бунеш и цело време пробав да контролирам тука одредени функции, но другите работи се контролираат преку овие две тркалца. Тука имате плюс по 3 копчиња за дополнително да ги наштелувате климата. 8-инчен екран кој што е добар со резолуција, практичен, можеби вака изгледа како залепен таблет. Малце ми е чуден од време на време, но како систем доста добро функционира, доста добро и лесно се поврзува со вашиот телефон, дали е Apple или Android. Доле тука, како што гледате, има голема остава, 2 USB порта, едниот веќе го користам, 12 волтен приклучок за струја, нема дигитален, односно има дигитален екран напред кај возачот, ама е претежно со аналогна инструмент табла и мал 3-инчен дисплеј кој што прикажува некои информации кои што се битни за возачот, како брзина, за темпомат имате информации, потрошувачка нормална. Тука на воланот се останатите контроли кои што ви помагаат полесно да го користите инфозабавниот систем и сите останати системи кои што се нудат. И сега одиме да се возиме за да ги видиме останатите карактеристики на Venue. Вау! Вака рано од сабале ги обожавам улиците. Се вози на рад, односно на рад се снима. Океј, сега се вратам јас на мојата тема. Hyundai Venue. Дојде со 1,6 бензински мотор атмосферец, 123 конски сили произведува, нема турбо. Нетипичен мотор за неговата категорија, бидејќи 1,6 голем мотор. И сите ќе си кажат, ау, сигурно многу троши, да си се вратиме на 1.0. Не, 1,6 во моментов троши 6,6 ми покажува. Само момент. Да, 6,6, браво. Со мое малтретирање оди некаде до 7, но во периодот на тестирање ми се спушти и под 6, искрено. Стварно многу добра потрошувачка вади овој мотор. Моќен е, не е стартен. Тука е едната критика, бидејќи нема турбо, не е стартен и му треба време додека трне. Кога ќе трне, моторот е стварно еластичен, жилав, од обрта ќе ве носи од крај, од минимум до крај, стварно
убав мотор, поврзан е со 6-степен мануелен менувач, убав менувач, односно Hyundai од секој пат нуделе, и ова е едно типично Hyundai во поглед на контролите, меки, елегантни, навистина да уживате во возњата, да уживате во Hyundai, да немате никакви проблеми, да немате никакви потешкоти, едноставно седнувате и во првите 5 минути вие се осеќате како со било кој модел на Hyundai да се знаете години и години. Стварно лесен за возење, лесни команди, лесни инструменти, прецизни, кратки, стварно секоја пофалба за тој сегмент на Hyundai. Имам друга критика, тоа е приметив при возење, големи столбови, многу големи широки столбови, а на сето тоа додаден и ретровизорот и се добива на црна мртва точка, кој што стварно е непрегледно и треба да правите одредени маневри при излегување од улички, паркинг, било каде, бидејќи стварно пречи. Околу моторот само ќе се надоврзам, бидејќи неговите конкуренти нудат 1.0 трицилиндрични мотори. Мислам дека овој мотор на подолг рок не само со потрошувачка, туку на подолг рок ќе ви се допаѓа многу повеќе. Негови конкуренти што можете ги погледнете кај нас се Volkswagen T-Cross и Dacia Sandero Stepway, така да погледнете ги тие видеа тука и направете добра разлика од сите три модели кои што нуди, за која цена ова е 20.900 евра во едно од средните нивоа на опременост. Во овој пакет добивате затемнете и стакла, кровни носачи, како дополнителна опрема е бојата 850 евра, кожни елементи на волан, менувач, наслон за рака, добивате паркинг камера со паркинг задни сензори, што стварно е еден интересен пакет, но ако сакате да го збогатите со малку повеќе опрема, ќе треба да одите во повисоките пакети. Таму имате во понуда и автоматски CVT менувач, кој што не би ви го препорачал, бидејќи не сум фан на CVT менувачи. Овој менувач мануелниот е стварно феноменален и можете извадите многу подобра потрошувачка. Друга критика што имам за Venue, како започнам со критики, но ајде да ги кажеме тие работи. Друга критика е тоа што е издигнат, прави да имате одредено клатење во кривини или при мали маневри лево-десно со волан. Не знам дали приметивте сега дур возев, но се чувствува клатење, се чувствува како да сте на брод, на крстарење, добро. Оние кои што имаат проблем со тие работи, ќе имаат проблеми тука и во било кое друго малку поиздигнато возило, но од друга страна, оние кои што немаат проблем со тоа, лесно ќе го навикнат и нема да биде толку сериозен проблем. При возење приметив уште неколку други елементи што преска не ги спомнав. Тука кај сувозачов има интересна мала остава во предниот дел што ми се допаѓа. Може лесно да се користи, да биде практично. Имате нормално на располагање две остави за шишиња, една остава под наслонов за рака. Тука околу воланот сите овие команди што ги спомнав се навистина лесни за користење. Брзо и едноставно влегувате во мени. Од едната страна ви е темпоматот и менито и можете да гледате потрошувачка, можете да гледате некои други информации за гумите, известувања кои што ги дава самиот автомобил и километража дигитална, нели? Од другата страна ви се радио, гласовни команди, имате автоматски светла во овој пакет. Hyundai Venue. Интересно, споредете го. Ми се допаѓа тоа што е автомобил со карактер и гордо си го кажа својот карактер за разлика од некои други автомобили и негови конкуренти кои што ми се збунети. Venue е стварно добро определен што сака, што нуди и нема отстапки од тоа. Нема, едноставно Venue е урбан кросовер и за таа намена си е идеален. Лесно ги надминувате сите препреки над патот, дали се големи вирови од вода, дали се дупки, дали се испакнатени лежачки полицајци, стварно ништо нема да ви биде проблем.
Дечки, толку од мене, толку од Venue, направете subscribe, за разлика што сме најголемиот и најгледаниот YouTube канал автомобилски во Македонија, сепак колку повеќе не има, толку поинтересни видеа, толку поинтересни автомобили на тест, така да subscribe и се гледаме со нова видео. Чао!